Кризата од светската пандемија со коронавирусот силно ја погоди и така кревката македонска економија. Само во првите 6 месеци од годината јавниот долг порасна за 1 милиарда евра, а земјата е во длабока рецесија невидена во последните неколку децении. Државата очигледно веќе не сака да калкулира со нови рестриктивни мерки, иако бројот на заболени и починати драстично се зголемува, а болничките капацитети се полни. Другите земји веќе воведоа рестриктивни мерки, полициски час или карантин, но тука се уште се тактизира. Комисијата за заразни болести прави нова проценка дали да препорача затворање на некои економски оператори и да се ограничи движењето. Ние како држава сме екстремно ранливи на надворешни шокови и од економска гледна точка последиците се видливи, но здравствениот сектор и здравието на граѓаните мора да имаат приоритет, смета Трајко Славевски, професор на економскиот факултет и поранешен министер за финансии од ВМРО ДПМНЕ. Член 38 од Уставот на Република Македонија предвидува, јас ќе го парафразирам, дека секој има право на пристап до здравствена заштита. А знаеме дека деновиве тоа право на голем број на граѓани ми е ускратено. Луѓето се враќаат од болници, се шетаат таму, не може да направат тестови и слично. Од тука, тргнувајќи од примарноста на овој член од Уставот за пристап до здравствена заштита, оправдани се сите оние мерки кои што се стандардни, не треба да се измислува топла вода, за да се доведе до баланс капацитетот на здравството со растечките потреби на граѓаните, посебно од нивна хоспитализација и третман. Мислам на рестриктивни мерки, далеку по-рестриктивни од овие што ги имаме сега. Се разбира дека здравието на граѓаните е на прво место, затоа се спроведуваат мерки за спречување на пренесувањето на вирусот, маска, дистанца и дезинфекција. Но во моментот постои баланс меѓу затворање на општеството и секојдневното функционирање во сите сфери од животот, вклучувајќи ја и економијата, вели Кирил Колемишевски, председател на Комисијата за економија во СДСМ. Ние сме мала економија, но која се покажала доста издржлива во изминатиот период. Она што ќе биде на удар од воведување на карантин и полициски час е психофизичката состојба на нашите граѓани. Повеќе од пола година живееме со вирусот. Ова си носи своји последици врз сите и многу внимателно треба да се реагира и да се комуницираат вакви мерки. Без пари нема здравие, а без здравие не можат да се заработат пари, вели Миле Бошков, председател на Бизнис конфедерацијата, и јасно стави до знаење дека заедницата е против воведување на карантин или полициски час. Мора да се грижиме да им оставиме впечаток на работниците дека се безбедни. И вие во новинарството, и некои во индустријата, и во гостителството и така натаму, чувство на безбедност. Тука станува главното прашање и станува збор понатаму за менталната стабилност, за да може да се работи. Рековте дека едноставно кај нас се е отворено и добро е што е се отворено, како дел од групата на организации кои се конституенти на Меѓународната организација на трудот, која е агенција на Обединетите нации. За нас човековите права, слободата на движење, изразување, определување, комуникација и здравието, и тоа е дел од ЮН. Апсолутно најважно е да не бидеме ограничени, а да бидеме предпазливи и свесни. За да не трпи економијата, во ек на најсилниот бран со коронавирусот, на работа се вратени хронично болните. Како најризична категорија, групата за поддршка на хронично болните по втор пат преку петиција бараат промена на владината одлука со која велат им е загрозено елементарното право на живот. Според податоците на Институтот за јавно здравје, 71% од починатите од ковид имале хронични заболувања. И додека ситуацијата станува критична, бројот на заболени и починати еномно се зголемува. Се бараат капацитети повеќе во болниците. Главните напори се насочени кон спасување на економијата. Нема најава за нови воредни и порадикални мерки на заштита. Стравува ли власта од колапс на економијата доколку воведе краткорочни рестриктивни мерки како што е полицискиот час? Колемишевски е дециден. Такво црно сценарио нема да се случи. Има дејности што не можат да функционираат исто како порано. Факт е дека со одредени протоколи имаме ограничувања во одредени сектори и истите трпат загуби веќе извесен период.
Од друга страна пак гледаме дека во индустријските капацитети кои ги почитуваат протоколите, не се забележува значителен број на случаи на пренесување на вирусот. Економијата не може да застане. И во државите каде што се воведуваат полициски часови или карантин, тие се во ноќните часови, додека пак компаниите работат. Се менуваат работните навики секако, односно се работи од дома и физичкото присуство е сведено на минимум. Краткорочно затварање на дејностите, каде што има можност од ширење на вирусот, може да донесе позитивни резултати, вели Славевски. Мислам дека она што ни го порачаа дури угостителите, дека е можеби то подобро, еден период, неколку недели, она што оправат и другите земји, гледате сите во соседството, Грција, Германија и така натаму, да дојде до целосно затварање, да речеме 3-4 недели, на оние да речам капацитети, каде што луѓето се собираат, се дружат меѓу себе и постои можност за ширење на заразата. За да се доведе оној баланс на расположивите капацитети во здравството, за да не се одрази ова експанзија која што сега е геометриска и на другите производствени процеси, нели луѓето не можат да одат на работа во фабриките, во пекарите и така натаму и така натаму. Во меѓувреме се подготвува четвртиот пакет на мерки за ревитализирање на економијата во услови на корона криза, за финансиска помош на граѓаните, приватниот сектор, за стабилност на општините и одржливост на економијата. Оптимизмот кај граѓаните и стопанството е намален. Потребно е неодложно да се реализираат мерките од четвртиот пакет за економски спас, вели Даниела Арсовска, председател на Сојузот на стопански комори. Состојбите во економијата дефинитивно во овој момент не се оптимистички, затоа што како што кажавме од првите 3 пакети на мерки кои што ги имаше, немаше некој позначителен ефект, меѓутоа истото беше целата надеж беше влијана во овој четврти пакет на мерки за спас. И гледаме дека таа имплементација малку поспоро оди, меѓутоа се надеваме дека реализацијата ќе биде добра, квалитетна и покрај тоа што се доцнија веќе можеме да кажеме цела една недела од оно кој што беше очекувано, за да можат луѓето во целост да искористат она што беше планирано, барем за зачувување на работните места за месецот кој што измина. Сепак остануваат уште 2 нови месеци и од она кое што успеаме да го видиме од предпријатијата кои што работат во овој момент е дека иницијално оваа криза ќе се прелива 2021 година. Ако сакате да ја спасите економијата, треба да ја спречите пандемијата, за да им се помогне на компаниите кои мора да затворат заради кризата. Австрија и Германија им надоместуваат 80 до 70% од изгубените средства, објаснува Бранимир Јовановиќ, економски истражувач на Виенскиот институт за меѓународни економски студии. И кај нас се вика дека нема државата пари за да им даде такви средства. Значи, што апсолутно не е точно. Ако земете колку има угостителски фирми во нашата држава, во Македонија има регистрирано околу 3700 фирми од дејноста на угостителството. Тука спаѓаат ресторани, кафичи, сите што се во таа дејност. Сите тие фирми заедно имаат вкупен месечен приход од околу 1 милијарда денари, односно месечен приход од околу 16 милиони евра. Ако државата каже дека ќе им обештети 70% од тие приходи, тој ќе ја чини државата околу 11 милиони евра месечно. Значи за 2 месеца во ноември и декември државата да каже ќе ви дадеме 70% од изгубените приходи, само затворете за да се спречи пандемијата, тоа ќе ја чини државата 22 милиони евра. А држава наша пред некоја недела донесе пакет за поддршка на економијата од 450 милиони евра. Значи 20 пати поголем пакет од тоа што е потребно за да се затворат кафаните и за да се обештетат, онака како што се направи тоа во Германија или Австрија, и тие пак не го прават тоа. Сакам да кажам дека не е точно тоа дека државата нема пари да ги обештети, да ги поддржи компаниите кои што ги затвориле во услови на нови рестрикции, туку работата е во незнаењето. Светска банка кажа дека ударот од корона кризата е врз сите сектори на економијата, но катастрофална е и епидемиолошката состојба која се влошува од ден на ден. СЗО уште во април предупреди земјите да бидат внимателни при укинувањето на мерките за ограничување на движењето, кои успешно го забавија ширењето на вирусот. Европа сега е епицентар на пандемијата и ги враќа мерките, а Македонија е високо на скалата по број на заболени и починати на 100.000 жители. Пред нас е долга и тешка зима. Не знаеме колку време ќе трае корона кризата и колку човечки животи ќе однесе. На потек е власта. Од нивните важни одлуки ќе зависи
Како ќе излеземе од оваа криза? Дали приоритет ќе биде здравјето и животот на граѓаните? Господине Битичи, се враќате од Софија, Берлинскиот процес, вас ви е всушност ресор економија, но сеедно, на маса беше и спорот со Бугарија. Прилично сте оптимист? Па, искрено, ја по природа сум оптимист, но веројатно и Берлинскиот процес 6 години претходно кога е започнат, никој не веруваше дека денеска ги зборуваме за договор постигнат помеѓу сите земји на Западен Балкан. Замислете, вклучувајќи една Србија и Косово, да седнат на маса за да потпишат дека наредниот период ќе работиме на заедничка регионална зона. Замислете дека Бугарија повторно ќе го отвори прашањата за јазикот, идентитетот. И второ, да зборуваме за зелената агенда, дека сите земји на Западен Балкан тоа ќе им биде приоритет. И секако, сите отворени прашања може да се отварат и тоа е нормално да се очекува во еден таков тежок процес како што се интеграцијата во Европска унија. Но прилично сте оптимист, како што кажав. Затоа што мислам дека заклучокот од сите беше пријателски, дека ќе се продолжи до последниот момент да се разговара отворено за секој едно прашање, без при тоа никој да поставува црвени линии. Тоа е добро во ниту услови, ниту уцени. Да, и во добрососедските односи помеѓу две земји, една земја членка на Европска унија и една аспирант. Мислам дека тоа е навистина добра основа за да се најде решение. Добро. Ајде околу економија. Што ви е поважно, здравје или економија? Гледаме дека целиот свет се затвора во име на здравјето. Што значи всушност здравје? Значи и добра економија и обратно. Зошто секај нас е отворено и повторно умираат луѓе, се преполни болниците. Значи, навистина, веројатно навидом лесно прашање, но за мене лично е многу тешко прашање. Затоа што сметам дека борбата помеѓу да сочуваш економија или здравје, јас прво би го ставил здравјето. Затоа што јас сум кажал и претходно и пак е повторам дека оваа држава нема да има економија ако ги немаме луѓето. Што значи дека препорачувате да почнеме да се затвораме како западните земји? Не би го кажал тоа. Добро. Туку јас секој еден ден апелирам дека ние самите луѓето може да придонесеме да го зачуваме нашето здравје, а тоа е да примениме тоа што сите го применуваат. Носењето маска, држањето дистанца и хигиената. Тоа се трите основни работи кои што може да не заштити. Но очигледно дека тоа не се прави во оваа држава. Но мора. Добро, но не се прави. Луѓето сметам дека се повеќе и повеќе секојдневно се посвесни и мислам дека мора сите заедно да се бориме, затоа што другата опција на затварање не е опцијата која што пак ќе ги спаси луѓето, туку ќе нанесе дополнителна штета на луѓето, за да адекватно не можеме да се справиме со здравјето, но и при тоа изгубиме втората битка, тоа е економската битка, тоа е си добро состојбата на луѓето, која што и така е кревка во овој период. И кревка и бројките покажуваат дека е повеќе од кревка, драстично паѓа. Значи ли тоа дека и разговарав со Бранимир Јовановиќ, направив интервју со него, тој е сега во Виена. Прилично е остар кон мерките на оваа влада. Смета дека треба сепак да се затвори се кога велиме се разбира не во буквална смисла, но мора да има некој карантин 3 недели, 4 недели, колку да се закрепне воопшто здравството, за да имаме и подобра економија. Верувајте, онака како што прават западните земји. Да, многу е лесно да се каже тоа, многу е тешко да се донесе таква одлука. Во овој момент ја имам еден човек кој што се бори за животот заразен од корона.
Ја не би пак кажал дека решењето е целосното затварање, затоа што штетата што треба понатаму да ја платиме сите е навистина непроценлива. Штетата на што мислите? Во економската штета. Затоа што ние не можеме, предпоставам ни сега, како што тоа го прават некои од надвор гледајќи, направете го ова зашто е тоа лесно, но при тоа кога ќе треба да го направиме следниот чекор, а тоа е да се носиме со последиците, затоа што затварањето на 4 недели целосен карантин, на 2 недели целосен карантин, ќе изискува дополнителни финансиски средства, затоа што ние мораме да обезбедиме дека тоа што ќе биде затворено ќе продолжи животот понатаму, но и во овие 4 недели ќе продолжи животот понатаму. Ние нит сме Германија, нит сме друга развиена земја, но при тоа немаме ни партнери кои што ќе не поддржат во оваа битка како што тоа го гледаме го прават во другите земји. Ние имаме на кои земји мислите? Па еве, земете е Германија, земете е една Грција, во која што политичките партии во суштина не можат да се помирисат, а камоли да се сакаат. Но во борбата против ковидот се сплотија заедно и никој не прави обструкции нит пречки во процесот. Кога велите партнери, мислите на опозицијата? Апсолутно да. Сте седнале со нив на маса да разговарате? Па да им понудите ние имавме ребаланс кој што требаше 20 дена, а знаевме дека ребалансот го правиме за справување со корона. Ние имавме законски решенја кои што наместо кредити од Светска банка, наместо 2 дена да се потрошат, се потрошија 8 дена, затоа што едноставно не најдоа за сходно дека треба за 2 дена да се реши за 8 дена. Кредит на Светска банка за кој што требаше да имаме мобилни болници, наместо да ги имаме во јуни, ние денеска не можеме да ги имаме затоа што они ќе дојдат во декември. А ја можеби велам дека во декември е касно, затоа што гледаме дека луѓето го губат животот, затоа што не дека не можеме да ги сместиме по болничките капацитети, но можноста да бидеш спремен на време не е исто. Тоа го викаме opportunity cost. Трошок. А тоа е дека не е исто денеска да имаш наспроти тоа што ќе го имаш за после 2 месеци. И ние не можеме, едноставно, не можеме на елементарните работи. Дали човечкиот фактор и луѓето се битни во овој момент и треба да се сплотиме, или е битна дневната политика. На тоа не можеме да постигнеме консензус, а замислете да треба да постигнеме консензус дека треба 4 недели да ја затвориме економијата, целосен карантин и дека можеби тоа ќе не чини уште дополнителна 1 милиарда. Замислете што ќе се случи. Тоа е погубно и за здравието и за економијата. Апсолутно како да. Што можеме да Апсолутно да. И затоа тврдам дека во овој момент сите треба да се фокусираме на справувањето со здравствената криза, на луѓето да им зборуваме за да се освестат, но при тоа да имаме превентивни мерки, како што имаме одредени мерки кои што навидом се благи. Но лимитирањето на луѓето да се групираат 24 часа во денот не повише од 4 луѓе е елементарно, можеби им задира во елементарното нивно право на здружување, но и тоа е мерка, и тоа е еден вид на други. Веројатно правото на здравје е поголемо од сите други. Да. И право на живот сушност. И во суштина гледајќи го тоа, ние велиме дека ова е минимум, затоа што се друго ќе биде залудно за да го разговараме во некоја друга прилика. Добро, ви благодарам за. Благодарам и вам. Глобалната економија нема да потоне, колку што се очекуваше оваа година, соопшти Организацијата за економска соработка и развој. Фискалната и монетарната политика помогнаа да се избегне најлошото сценарио, но економското закрепнување од пандемијата може да трае подолго отколку што се мислеше. Заздравувањето во 2021 година исто така се очекува да биде помалку силно од претходните проценки.
Според новите прогнози, годинава се очекува економијата на еврозоната да се намали за 7,9%. Германија, најголемата економија во зоната на единствена валута, би била 5,4%. Америка, најголемата економија во светот, се очекува да забележи раст од 3,8%. Само кинеската економија се очекува да забележи позитивен раст оваа година. Аналитичарите сега предвидуваат раст од 1,8%, наспроти очекуваното намалување од 2,6%. Прилагодувањата на предвидувањата ќе зависат од фактори како што се нови напади, мерки за ограничување, распоредување на вакцини и ефектите од мерките за фискална и монетарна политика. Првото прашање се однесува на економија и здравје. Што е поважно за Австрија, економија или здравје? Тоа е лажна дилема, не само за Австрија, за било која земја и не само сега, туку било кога, затоа што многу добро е познато, барем оние кои што сакаат да знаат, дека тие работи одат заедно. Не можете да кажете бирам помеѓу здравје и економија и затоа ќе правам ова. Не. Секогаш тие две работи одат заедно, особено во оваа криза, и тоа се покажа многу добро за време на првиот бран во пролет, и тоа се гледа и сега во овие месеци во оние земји кои што презема одредени мерки и во оние земји кои што не презема одредени мерки. Односно, да симплифицирам, многу е јасно дека ако сакате да ја помогнете на економијата во оваа криза, треба да воведете рестриктивни мерки, треба да воведете паметни рестриктивни мерки, не целосно да ја затворите економијата и да ја убиете, но одредени рестрикции со цел да се спречи ширењето на вирусот и на тој начин да се запре пандемијата, за потоа економијата да може да почне повторно да живее на некој начин. И во Австрија тоа многу добро го сватија и затоа презема релативно добри мерки. Пред една недела воведо мал, да кажеме, карантин или локдаун, во смисла сите што можат да работат од дома, ги затворија рестораните, кафичите, баровите, сите гостителски места ги затворија и воведо мал полициски час, односно од 8 часот навечер до 6 часот сабајле нема излегување надвор, освен во потреба, што значи, например, ако имате кучето да го шетате, можете да излезете, ако треба да отидете до аптека, можете да излезете, дури за кратка прошетка, ако треба или да испушите цигара на воздух, и тоа можете да го направите, но нема искачање за одење на гости, за групирање, за пиење по паркови и слично. Така што тие сватија дека економијата и здравјето одат рака под рака и воведоа рестриктивни мерки. Според мене малку задоцни со тие мерки, задоцни од прилика една недела, но она што можеме да го видиме веќе сега е дека мерките даваат одреден резултат, иако е се уште рано да се каже, затоа што во последните 2 дена бројките во Австрија се намалуваат, се уште рано да се каже за што може да е ефектот од викендот, но другите земји кои што воведоа слични такви мерки во Европа, а такви се скоро сите европски земји, и Германија, и Италија, и Франција, Холандија, која сакате друга, Чешка, Белгија, сите земји воведоа одредени рестрикции и во сите тие земји се гледа слични рестрикции, не само одредени, туку слични такви рестрикции, ги затворија рестораните и кафаните, и во сите тие земји се гледа дека веќе бројките почнуваат да се намалуваат. Добро, за разлика од Македонија, и се чини дека тезата во Македонија е дека македонската влада ја одбра економијата да преживее и заради тоа се и функционира, за разлика од другите земји каде што имат посериозни рестриктивни мерки. Македонската влада го одбрани знаењето и одбрани да застане на страна на ненауката, затоа што науката многу јасно кажа, и тоа не го кажувам само ја, го зборуваат сите релевантни институции од оваа област. Еве земете на пример, земете го и ММФ, кој што не е воопшто никаква левичарска организација, туку напротив може да се каже дека е заштитник на глобалниот капитал и на моменталниот капитализам. ММФ во нивниот најнов извештај од октомври кажува дека земјите мора да воведат соодветни рестрикции, затоа што ако не го направат тоа, ќе направат штета на економијата. И сите други економисти водечки во светот и сите аутлети, дури Financial Times, New York Times, такви списанија, вестници, го пишуваат истото скоро секој ден, но нашите креатори на политики не сакаат да слушаат. И тоа е најстрашното, што не сакаат да ги слушаат луѓето што знаат и што кажуваат, што практично науката не сакаат да ја слушаат и не сакаат да учат од своите искуства од минатото и од своите добри работи и од своите грешки.